Северна Македонија со силна волја реши да се бори со сиромаштијата. Особена реформа покажа дека со соодветна поддршка од институциите маштија кои што се пренесува од генерација на генерација. Голема е честа, но и одговорноста да бидеме домакини на една ваква конференција по повод Меѓународниот ден за борба против сиромаштијата, заедно со сите вас, ценети гости, да се заложиме за ефективна социјална заштита. Велам, голема е одговорноста, бидејќи никој не смее да биде запоставен во заложбите за ставање крај на сиромаштијата, за обезбедување здрав живот и благосостојба, како и за инклузивен и одржлив економски раст, со еднакви шанси за вработување и пристојни плати за сите. Борбата против сиромаштијата и нееднаквоста во општеството е првен приоритет на владата на Република Северна Македонија. Во таа насока е и воведувањето на политики со кои ги враќаме парите кај граѓаните. Политики со кои им помагаме на оние на кои помошта им е најпотребна и на оние кои со години беа заборавени и на маргините на општеството. Реформите во системот на социјалната заштита, кои ги спроведовме заедно со Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период, значат достоинствен живот за илјадници наши сограѓани. Благодарејќи на посветената работа на Министерството, како никогаш досега, претходно, тоа што е направено, имаме за резултат вложувања во раниот детски развој и политиките за намалување на детската сиромаштија, за да возможиме еднаква шанса за секое дете. Минатата недела одбележавме клучно постигнување кое значи дека веќе немаме деца под 3 години сместени по големите безлични институции во државата. Навистина ми е драго што посветената работа на Министерството за труд и социјална политика успешно ја имплементираше социјалната реформа. Ова беше едно од нашите главни ветувања, среќен сум што веќе го исполнивме. Граѓаните веќе земаат социјална помош повисока во просек за 300%. Ваквиот пораст на социјална помош не се памети во нашата држава. Ја зголемивме минималната плата и уште поважно е што таа се изедначи во сите сектори. Благодарение на оваа решение, 50.000 работници од трудоинтензивните индустрии добиваат повисоки плати. Работиме на ново покачување на минималната плата, бидејќи нашите работнички и работници го заслужуваат тоа. Ако диалогот заврши вечерва и утре од Сабајле, веројатно и утре ќе го објавиме тоа. Имавме слух да излеземе во пресрет и на 11.000 стечајци кои со години по улиците ја бараа својата правда и долго време беа оставени без никаков надомест. Со новото законско решение бројката ќе стигне до 12.000 стечајци. Даваме шанса и на постарите, кои што останале без стаж за пензионирање, а го граделе нашето општество. Оставиле се што денеска ние имаме на располагање. И за нив ја воведовме државната социјална пензија. Продолжуваме посветено да го градиме и унапредуваме концептот за развој на едно, еднакво и праведно општество за сите. Само преку почитувањето, солидарноста и неправењето разлика меѓу луѓето може да создадеме подобро општество во кое секој е равноправен и подеднакво придонесува. И така обединети ќе кориме кон НАТО и Европската Унија како единствена перспектива за демократски и економски просперитет. Почитувани, верувам дека наредните 2 дена ќе имате плодна дискусија со многу идеи за унапредување на поддршката на најранливите во нашите општества и продлабочување на регионалната соработка во таа насока. Можеме многу да научиме едни од други. Одлучно и посветено остануваме на определбите за унапредување на условите за живот и развој на сите наши граѓанки и граѓани, како и за создавање средина за достоинствено социјално и општествено вклучување, базирано на принципите на еднаквост и недискриминација. Ви посакувам на сите успешна конференција. Благодарам.